Да ги погледнеме кратките најави за денес. Издвоени 40 милиони денари за продолжување на санацијата на колекторот. Благо намалување на стапката на инфлација во февруари. Со европски пари ќе се поддржува екотуризмот во Струга и Поградец. Сузана Наумовска избрана за председател на Советот за женско претприемништво на Охрид. Мигранти од Сирија и Палестина затекнати кај Косово. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со локална облачност и топло со измерена максимална дневна температура од 9 степени Целзиусови во текот на ноќта кон среда, ќе биде ведро со локална облачност. Утре на југозападна, западна и централна Европа умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд со ветер. Во областа на Алпите, северна, североисточна и источноевропската низина снег над поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, како и во југоисточна Европа, времето претежно сончево со локална облачност. На Балканскиот полуостров во среда времето претежно сончево, ќе има локална облачност и ќе биде релативно топло. На север и североисток зголемена облачност. Максималните дневни температури на Балканот во интервал од 11 до 17 степени во среда. Во Македонија утре времето претежно сончево со локална облачност и топло со југозападен и југоисточен ветер, освен во југоисточните делови каде ќе биде слаб северозападен. Минималните температури од -2 до +5, максималните од 10 до 19 степени температури над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Во Охрид во среда претежно сончево време со локална облачност и топло. Ќе доведе умерен слаб југозападен ветер. Минималната температура утре во нашиот град 3, а дневната 13. Во четврток во Охрид умерено облачно време. Ќе има сончеви периоди, ќе биде топло со температура до 16 степени, а во петок умерено облачно и нестабилно, врнежи од дожд и дневна температура до 13 степени. Во Охрид во сабота не очекува умерено облачно време со сончеви периоди и максимална дневна температура од 14 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпа Инвест. Ресторан Далга. Тамаро е 25 години охридски водички лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и местни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Со повеќе од 40 милиони денари ќе продолжи санацијата и ревитализацијата на колекторскиот систем. Средствата ќе се користат за реализација на 3 комплексни инфраструктурни зафати со кои дополнително ќе се растерети и освежи колекторскиот систем. Со зафатите треба да се реши проблемот со влевањето на чиста вода на неколку локации во колекторот, да продолжи чистењето на цевководот на неколку нови локации и да се намали оптеретувањето на системот кај подмолје. За санацијата на колекторскиот систем од буџетот на Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно програмата за колекторски систем Охрид и Струга за 2023 година, се обезбедени средства во вкупна вредност од 40,4 милиони денари. Најголем дел од средствата ќе се искористат за конечно решавање на проблемот со наталожен отпад и излевање на водите кај реката Грашница. Поточно, делот од стариот пат за Струга се до препумпната станица Далјан во должина од 1,5 километар. Исто така, со овие пари треба да се реши и проблемот со влевање на чиста вода од реката Црн Дрим во колекторскиот систем, објаснува Владимир Алексиовски, вршител на должност директор на државното јавно предпријатие Колекторски систем. Втора позиција која што сакаме да ја сработиме со овие средства е чистење и вовлекување на цевка во цевка на делот под реката Црни Дрим. Нашиот цевковод кој што доаѓа од западен колектор поминува под реката Црни Дрим и со снимањето кој што го имаме направено предходните години, увидено е дека имаат нарушување на тој цевковод и чиста вода ни влегува во препумпната станица Струга 3, наречена од наша страна, односно на влезот кај Струга. Тука на профил во 600 мм ќе се вовлечи цевка во цевка, негде околу 80 метри. Третиот зафат за кој се планирани средствата е продолжување на чистење на делот од системот пред препумпната станица кај Подмолје. Со користење на метод цевка во цевка и на овој потек ќе се санира оштетениот цевковод, а истиот ќе се заштити од големото количество подземни води кои дополнително го оптеретуваат на овој реон, посочува Алексиовски. Тој вчера со Министерската за животна средина и просторно планирање Каја Шукова го подпишаа договорот за доделување на потребните средства за спроведување на планираните зафати. Но предпријатието не се подпира само на државните пари, туку директорот вели дека се обезбедени и грантови средства во висина од неповратни 920.000 евра преку Шпанското Министерство за економија и туризам, заедно со шпанска консултантско-проектантска фирма ИДОМ, која пак треба да изработи проекти за во целост да се затвори колекторскиот круг од македонска страна на Охридското езеро. Шпанската фирма ИДОМ ќе изработи проекти за секундарна канализација и станица за пречистување во село Љубаништа. Бидејќи локалната самоуправа веќе има изработено проект за Трпеца, се договоривме со локалната самоуправа да ние изработиме проект за Елшани, да го врзиме во постоечкиот колекторски цевковод. Радожда да го решиме, да добиеме проект за Радожда со засебна пречистителна станица. Алексиовски објаснува дека не се отстапува и од идејата за изградба на засебна пречистителна станица кај Подмолје само за Охридскиот дел, која треба да биде лоцирана веднаш до препумпната станица, а пречистената техничка вода која би се добивала од оваа станица да биде искористена за наводнување на земјоделски површини. Со досега реализираните и планираните зафати за санација и чистење, значително се растеретува работата на системот пумпи на колекторот, со што пак се зголемува неговата ефикасност. Инфлацијата во февруари изнесува 16,7% споредено со февруари 2022 година, според последните податоци од Државниот завод за статистика. Според Сојузот на синдикати, минималните трошоци за живот на едно семејство во февруари изнесувале 50.909 денари. Индексот на трошоците на живот во февруари 2023 година во однос на февруари 2022 бележи зголемување од 16,7%, а индексот на цените на мало бележи зголемување од 12,4%, според последните податоци од Државниот завод за статистика.
Во најголем дел порастот на стапката на инфлација се должи на зголемување на цените на храната. Според државна статистика, храната и пијалоците оваа година се поскапени за 25,3%. Пораст на индексите на трошоците на живот во февруари 2023 година во споредба со претходниот месец е забележано кај сите производи и услуги кои ги следи статистика. Намалување на индексите на трошоците на живот во февруари во споредба со претходниот месец е забележано само кај маслото и маснотиите за 1,1%, свежото и разладеното овошје за 0,8%, млекото за 0,4%, рибата и морските плодови. Исто така намалување на индексите на трошоците на живот е забележано кај воздухопловниот патнички транспорт, цврстите горива за домаќинства, услугите за сместување и течните горива за домаќинства. Со вакво движење на цените, на едно 4-члено семејство во февруари за задоволување на основните животни потреби, минималните трошоци изнесувале 50.909 денари, покажуваат анализите што денеска ги објави Сојузот на синдикати на Македонија. Според податоците од синдикалната потрошувачка кошничка што изработува Сојузот, најголем дел или 19.379 денари од семејниот буџет се трошат на храна и пијалоци, 13.306 денари за комунални трошоци. За превоз минимум се потребни 3.679 денари, а за хигиенски производи 3.154 денари. Во однос на јануари годинава синдикалната потрошувачка кошничка е зголемена за 110 денари. Со европски пари ќе се поттикнуваат екобизниси во туристичкиот сектор. Субвенции ќе добијат 40 мали компании во двете погранични општини Струга и Поградец за поставување соларни панели и подобра енергетска ефикасност. Целта е подобрување на туристичката инфраструктура преку вложување во зелени бизниси за заштита на животната средина. Ке се поддржуваат туристичките екобизниси во Струга и Поградец. Целта е подобрување на туристичката инфраструктура преку вложување во зелени бизниси за заштита на животната средина, поголема промоција на природното и културното наследство, историските знаменитости, како и привлекување на што повеќе туристи, субвенции за поставување соларни панели и подобра енергетска ефикасност ке добијат 40 компании од туристичкиот сектор во двете погранични општини. Да ги слушнеме бизнисите и нивните екобизнисите и нивните потреби кои што ги имаат и кои што сметаат дека би биле потребни. Како проект следна активност која што би ја имале е инсталација на соларни панели, на 40 соларни панели, по 20 во секоја општина, општина Поградец и општина Струга. Интересот кај стопанствениците е голем, особено во време кога поголемиот дел од хотелско-гостителските компании се соочуваат со предизвиците од енергетската криза. Бизнисот да биде еко или да има потенцијал да биде екобизнис, да биде мал бизнис, да биде од областа на туризмот, односно туристички провајдери, агенции, хотели, угостителски објекти. Проектот Струга Поградец за промоција на туризмот и културното наследство започна да се реализира во јануари лани, а ќе трае до крајот на идната година. Финансиране од Европската унија преку програмата на ИПА 2 за прекугранична соработка. Сузана Наумовска е избрана за председателка на Советот за женско предприемништво на општина Охрид. За нејзина заменичка избрана е професор доктор Устијана Речковска. Советот денеска го одржа првиот состанок на кој ги донесе програмските акти. Советот на женско предприемништво во Охрид, кој беше формиран со одлука на Советот на општина Охрид на последната седница, денеска го одржа првиот состанок. Членките на Советот едногласно одлучија за председателка на Советот да биде избрана Сузана Наумовска, а за заменик председателка професор доктор Устијана Речковска. На состанокот беше дефиниран деловник за работа, беа донесени програмски акти, а беше и дискутирано за идните планови на Советот. Членките на Советот дефинира и работна група која веќе следната недела ќе биде ангажирана околу подготовка на стратегија за поттикнување на женско предприемништво на ниво на општина Охрид, која ќе биде основа за сите наредни активности. Советот за женско предприемништво на општина Охрид брои 16 членови. Од редот на советничките при Советот на општина Охрид, жени предприемачи, невработени, представници на микро, мали и средни компании од општината, здруженија на граѓани и невладини организации за поддршка на бизнис секторот од општина Охрид. Советот има за цел да ги поттикне и да ги поддржи жените предприемачи во општината, да дава препораки за прашања од интерес за поддршка на женското предприемништво и родовата рамноправност.
Исто така Советот ќе гради политики за поддршка на жените предприемачи и женските права со цел општествено и економско зајакнување на жените. Од Советот велат дека се отворени за соработка и со други субјекти кои по потреба ќе ги вклучува во својата работа при разгледување на одредени прашања и проблеми за кои е потребна дополнителна консултација и стручно советување. Убавините на Охрид и Македонија од денеска се презентираат на туристичкиот саем во Берлин. Фокусот на саемот со 5-децениска традиција годинава е на одржлив туризам кој има позитивно влијание врз заедницата и е во склад со животната средина. Интернационалната туристичка берза ITB Берлин од денес ги отвори вратите за илјадници туристички посетители од целиот свет. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот заедно со 10 коекзибитори од 9 март на репрезентативен изложбен простор ќе ги промовираат македонските дестинации и туристички продукти кои не прават диверзивни и атрактивни. Со својата единствена разновидност и учество на 180 земји и региони, ITB Берлин го покрива целиот синџир на туристички понуди со додадена вредност. ITB Берлин е поделен на посебни сегменти кои ги рефлектираат најважните актуелни теми, што го олеснува пронаоѓањето на патот околу широката палета на производи и услуги на саемот. Ова е шанса и за македонскиот туристички сектор да покаже како ја движи индустријата, велат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Фокусот на ITB Берлин оваа година е на социјалната и еколошката одржливост. Учесниците и посетителите ќе имаат можност да слушнат инспиративни приказни кои покажуваат како дестинациите ширум светот се обидуваат да го направат туризмот поотпорен и одржлив, со тоа што ќе дадат позитивен придонес за локалната заедница и животната средина. Повеќе од 50 години ITB Берлин во март го собира светот на меѓународниот туризам на најголемиот саем за патувања, иновации, знаење, инспирација за поместување на туристичките граници. Во полицискиот билтен, говор на омраза на Фејсбук и мигранти затекнати кај Косел. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 49 годишен жител на Скопје поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело ширење на расистички и ксенофобичен материјал по пат на компјутерски систем. Тој на социјалната мрежа Facebook, на објава поставена од портал, постирал коментар со недолична содржина со што промовирал и поттикнувал омраза и насилство, информира портпаролот на секторот Стефан Димовски. Вчера пак во близина на охридското село Косел затекнати се 3 лица од Сирија, сите на 23 годишна возраст, како и едно лице на 24 годишна возраст од Палестина, поради остварен илегален влез во државава, а во согласно со законот за гранична контрола, тие се приведени, а потоа спроведени во прифатно-транзитен центар во Гевгелија за натамошна постапка, информираат од СВР Охрид. Да погледнеме кои вести беа актуелни денес во светот. Канцеларијата на јавниот обвинител ја прогласи Transparency International за непожелна во Русија, опишувајќи организацијата со седиште во Берлин дека го надминува својот мандат за мешање во внатрешните работи на земјата. Руското поглавје на Transparency International беше прогласено за странски агент уште во 2015-та. Одлуката од вчера значи дека руските државјани може да се соочат со затворска казна, доколку работат за оваа организација и ќе добијат казни за давање финансиска помош или ширење на нејзините материјали. Основана во 1993 година од група која вклучуваше поранешни функционери на Светска банка и американски разузнавачки оперативци. Transparency е најпозната по својот годишен индекс на перцепција на корупцијата, кој ги рангира земјите според скалата на нивната воочена склоност кон мито. Меѓу своите донатори наведува плејада западни владини агенции и моćни трустови, вклучително Фондација Отворено на општество, мрежа на контроверзниот бизнисмен и спонзор на неолибералните каузи Џорџ Сорос. Организацијата ја повлече акредитацијата на своето поглавје во САД во 2017 година поради разликите во филозофиите, стратегиите и приоритетите. Transparency International од САД беше широко критикуван дека е фронт на мултинационални корпорации, давајќи ја наградата за интегритет на тогашната американска државна секретарка Хилари Клинтон во 2012 година и блокирајќи ги повиците да му се помогне на свиркачот Едвард Сноуден во 2013-та.
Северна Кореја соопшти дека секој потек за соборување на една од нејзините пробни проектили ќе се смета за објава на војна и ги обвини заедничките војни вежби на САД и Јужна Кореја за зголемени тензии. Ким Јо Јонг, моќната сестра на лидерот Ким Џонг Ун, предупреди во изјава дека Пјонкјан ќе го свати како објавување војна доколку САД преземат војна акција против тестовите за стратешко оружје на северот. Та исто така навести дека Северна Кореја може да истрела повеќе проектили во Тихиот океан. САД и нејзините сојузници никогаш не ги соборили северокорејските балистички ракети кои се забранети од Советот за безбедност на Обединетите нации, но ова прашање повторно привлече внимание бидејќи Северот посочи дека ќе истрела повеќе ракети кон Јапонија. Во посебна изјава, шефот на одделот за надворешни работи во Министерството за надворешни работи на Северна Кореја ги обвини САД дека ескалираат ситуацијата со спроведување заедничка воздушна вежба со бомбардер Б-52 вчера и планирање американско-јужнокорејски вежби на теренот. Силен земјотрес го потресе јужниот дел на Филипините со јачина од 6 степени по Рихтер, соопшти денес Американскиот сеизмолошки институт. Земјотресот не бил на голема длабочина, се случил околу 14 часот по локално време во близина на селото Сан Маријано во провинцијата Давао де Оро на јужниот филипински остров Минданао. Локалните власти предупредуваат за можна материјална штета и дополнителни последователни потреси. За сега нема информации за жртви. Локалните власти изјавија дека се проверуваат информации за лизгање на земјиште на националниот пат. Најпознатиот швајцарски планински врв Матерхорн полека исчезнува од амбалажата на чоколадото Топлероне поради строгите правила во врска со ознаката направено во Швајцарија, изјави сопственикот на триаголното чоколадо. Чоколадото Топлероне, кој почна да се произведува во фабрика на семејството Тоблер во 1908 година, досега се произведуваше исклучиво во Берн, главниот град на оваа алпска земја. Но почнувајќи од оваа есен, познатото чоколадо ќе се произведува во Братислава, Словачка, за да се одговори на зголемувањето на побарувачката во светот, изјави портпаролката на американската компанија Mondelez International, собственик на брендот. Делумното преместување на производството го обврзува брендот да ја отстрани етикетата на Швајцарија од пакувањето, бидејќи според законот од 2017 националните символи не може да се користат за промовирање производи на база на млеко кои не се исклучиво произведени во Швајцарија. Новиот изглед на корицата беше представен есента минатата година. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!